По неколку неделна битка за живот почина 29-годишниот Александар Карадаковски, кој беше еден од повредените во пожарот во Кучани. Карадаковски се лекуваше во Литванија и, како што соопшти министерот за здравство, бил еден од најкритичните пациенти, а состојбата му се влошила на почетокот од месецов. Со ова, бројката на загинати од трагедијата се искачи на 60 лица. Се е организирано, се ќе биде покриено. Обдукцијата ќе биде направена тука, во судска медицина во Скопје. Министерството за надворешни работи на случајот, значи комплетно ќе биде покриено и ќе биде обезбедено транспорт. Лекарите велат дека првично бил примен во клиниката Свети Наум Охридски во тешка состојба поради што бил транспортиран на третман во Литванија. Во разговор со нашите анестезиолози при брифирањето за здравствената состојба на пациентите, кое што морам да кажам дека идеше редовно, значи се одвиваше на секој ден или секој 2 дена, при што е утврдено со бронхоскопско испитување дека е оштетен голем дел од дишното стебло и као последица на тоа доаѓа до влошување на состојбата, која што на крајот резултирала со подлегнување на повредите на веќе споменатиот 29-годишен Александар Карадаковски. Во меѓувреме, здравствените власти велат дека 69 пациенти остануваат да се лекуваат надвор од државава, а тројца се и натаму во критична состојба. Практично останува надвор од државата само 69 пациенти, од кои што 3 пациенти за жал се уште се во критична и нестабилна состојба. Доброто е што од вкупно, ви реков, 193 пациенти, веќе 118 се лекуваат во домашни услови и се добри. Другите пациенти кои што се надвор од држава, овие што се во Македонија, сите се во стабилна и добра состојба. Надвор од државата генерално повеќето се во стабилна и добра, веќе се најавуваат повеќе пациенти кои што ќе се вратат во следните 3-4 дена. Денеска се очекува уште 6 пациенти да се вратат во земјава, кои според протоколите одреден период прво треба да поминат во нашите болници, додека пак во државава остануваат да се лекуваат уште 9 пациенти. Во трагедијата во Кучани животот го загубија 60 лица, 197 беа повредени.